Во рамките на проектот Програма за зачувување на природата во Македонија, фаза 2, финансиран од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка, координиран од Фармахем од Скопје, во кој што стратешки партнер е Центарот за развој на Источен плански регион и 11 општини во регионот, денеска во Кочани се одржа иницијален состанок со учество на повеќе страни вклучени во неговата имплементација. На отворањето на присутните им се обрати претседателот на Советот за развој на Источниот плански регион Ратко Димитровски. Како Источен плански регион сме од самиот почеток вклучени во програмата на швајцарската влада во заштитата на животната средина во Републиката Македонија, односно во проектот кој што заврши пред 6 месеци, еве 4-5 месеци како е почнат и втората фаза во овој проект. Вкупниот износ е 3.800.000 швајцарски франци. Главната поента ќе биде повторно во Источно-планскиот регион, односно во Брегалничкиот регион, и денеска почнуваме со одредување на заштитени подрачја. Сакам уште еднаш да ја изразам благодарноста на целиот представниците, односно градоначалниците на целиот Источен плански регион и на граѓаните од сите овие 11 општини во Источниот плански регион, и очекуваме дека соработката која што имавме во претходните 4 години ќе биде исто така плодна и во овој период од овие 4 години. Потоа беше презентирана програмата за зачувување на природата во Македонија, фаза 2 од тим лидерот Маријана Шушлевска. Програмата за зачување на природата во Македонија започна пред повеќе од 4 години со реализација на првата фаза и по завршување на првата фаза сега се наоѓаме во едно продолжување, значи со активности од втора фаза на програмата, која што има со цел да ја помогне на Република Македонија во зачувувањето на природните вредности и посебен фокус на оваа програма, како што беше и во претходната фаза и сега е Брегалничкиот регион, односно Источно-планскиот регион. На денешниот настан започнуваме со една активност која што всушност представува фокус на втората фаза од програмата, а тоа е прогласување на заштитени подрачја. Првата фаза беше на некој начин подготвителна, каде што програмата поддржа изработка на многу важни стратешки документи, почнувајќи од национално ниво, тоа е национална стратегија за заштита на природата. Понатаму за регионот најважен документ беше просторниот план, кој што се изработи и сега веќе треба да влезе во она завршна фаза на усвојување и секако стратегијата за развој на туризмот. И заштитените подрачја во сливот на реката Брегалница со состојба, предлози и следни чекори од Славшо Христовски и Робертина Брајановска од Македонското еколошко друштво. Присутните развија и дискусија околу овие теми кои се од исклучително значење за регионот.